интензитетот на вежбите е доста значаен во целиот овој процес. Како зголемувањето или намалувањето на интензитетот на вежбите влијае кај самите лица? Видете, постојат поблаги вежби и постојат агресивни вежби. Зошто постојат агресивни вежби? Бидејќи доколку мускулатурата кај пациентите со МС е, да кажеме, нели, значи опадната, тие пооптеретувачки вежби се доста подобри за нив, за да можат, нели, да ја зајакнат таа мускулатура. Сега, нели, во границите на нормала. Ние не бараме од пациентите тоа да го прават ако не можат, значи, нели, доколку можат и доколку се во состојба, ќе ги извршуваат тие вежби, доколку не се, ќе ги работат тие што се поблаги вежби, бидејќи и поблагите вежби со повеќе повторување ќе дадат, нели, едни позитивни резултати во однос, нели, на целата здравствена состојба. Но не можете вие да имате МС и да не вежбате. Не можете вие да имате МС да не почитувате протоколи кои што ви се дадени од доктор и физиотерапевт. Да, терапија од доктор мора да се практикува и да се зема навремено. Меѓутоа и оние терапевските процедури, видете, физикалната терапија, пак ќе кажам по четврти пат, дека еден клучен сегмент во тој процес на лекувањето. Физикалната терапија до 80 па и до 90% би кажал од терапевски аспект помага многу во начинот, нели, на здравието кај пациентите со МС. Што ви кажав, замислете денеска да отидете да направите 30 минути кинезитерапија вежби и 45 минути масажа. Вие одма се чувствувате поинаку, се чувствувате подобро и имате веднаш друга енергија во вас и друга сила да можете повторно да се движите, значи едноставно помага. Но не можете тоа да го направите само еднаш, два пати и три пати. Значи процедурите на физикална терапија може да траат 15, 21 ден, што ога сте во бања на бањско лекување имате процедура од 15 до 21 ден, но ога сте приватно на физикална терапија зборувам во ординација, терапевтот ќе ви направи протокол и програма, бидејќи вашата болест не е болест која што може да се излечи за 21 ден, него вашата болест е болест која што бара постојана работа, постојана имплементација на вежбите, значи на масажите и на протоколите од физикална терапија и постојано одржување на еден нормален баланс на телото. А што доколку се претераете со тие вежби? Видете, не може да се претера, бидејќи терапевтот знае што точно му е потребно на пациентот и ние се што работиме во однос на тоа да му дадеме на пациентот точно такви вежби што му се потребни или за неговата здравствена состојба. Пак ќе кажам, кај оние пациенти кои што, нели, на почеток прогресивноста на болеста, ние даваме поблаки вежби. Кај оние пациенти кои што веќе е диагностифицирана мултиплекс склерозата, ние даваме, значи, вежби кои што за жал ќе мора малку да се потрудат, нели, за да ги направат и да почувствуваат терет, да почувствуваат оптеретеност дека тие вежби утре ќе дадат позитивни резултати во однос на здравието. Позитивен акцент имаме тука ставено и на истегнувањето. Како истегнувањето влијае кај лицата кои што имаат мултипла склерози, дали самите лица можат тоа да го прават на домашен терен без надзор од стручно лице? Видете, доколку имаат можности тоа да го прават, тие секако можат да го прават тоа во домашни услови. Јас познавам доста пациенти кои што имаат направено дома вратило. Едноставно и на тоа вратило тие прават некои одредени вежби кои што им помагаат за нивната мускулатура. И знаат да се јават да кажат Илија, ние денеска правивме вежби утре во дома, се истегнувавме, меѓутоа пак, нели, рамнотежата не држи, знаеме, нели, се зависни од второ лице и кое што мора постојано да им помага, но ако сето тоа може да си течи, доколку тие сакаат да си вежбаат дома во однос, нели, на истегнување, истегнувањето помага исто доста добро, нели, за самата мускулатура, но физикална терапија е оној клучниот сегмент кој што помага, како што кажав, од 80 до 90% во целокупната здравствена состојба. Пак ќе кажам, физикална терапија не е лекот 100% за МС, но е лек кој што помага, нели, да се одржи рамнотежата, да се подобри мускулатурата, да се раздвижи дотокот на циркулација и пред се оној главниот факт да се зајакни мускулатурата за да може лицето со МС подобро да се движи и подобро да функционира, обавувајќи ги секојдневните активности во текот на животот. А што се случува во периодот каде што има влошување на состојбата, каде што симптомите кај лицата со МС се малку потешки и поинтензивни? Дали тогаш се прави некој прекин на физиотерапија, се прави повторна проценка што му е потребно на пациентот? Што се случува во тој момент? Апсолутно, ако во такви дадени случаи се случи такво нешто кај пациентите да имаат, нели, поголеми тегоби во однос, нели, на рамнотежата, во однос, нели, на одењето, ние тогаш правиме еден
еден прекин на физикална терапија. Но тој прекин може да трае 4 до 5 дена, додека малку од малку нели пациентот застане повторно на нозе и да може нели повторно да си ги извршува пак вежбите таму каде што сме застанале. Тогаш во такви дадени случаеви правиме друг план и протокол, може да направиме друг план и протокол кај кој што нели може да се дадат поблаги вежби, доколку може пациентот да ги прави, доколку не може, тогаш правиме 4 до 5 дена пауза. Ништо нема да ни сменат 4 до 5 дена. Ние повторно пак после тоа ќе се вратиме нели со вежбите и ќе биде секој некој се подобро. А температурните разлики, еве баш како што е сега моментално, значи како влијаат температурните разлики кај лицата кои што имаат мултипла склероза? Како влијае топло, како влијае екстремно ладно време? Какви вежби се препорачуваат тогаш и дали воопшто се вежба на тие променливи температури? Так, значи променливото време влијае, знаеме многу кај пациентите со МС, како влијае во однос нели на расположението. Кога станува збор за пожешко време на повисоките температури, јас секогаш преку моите социјални мрежи им стакнувам на пациентите со МС, бидејќи сум долгогодишен соработник во Сдруженијето за МС со госпоѓата Ана Карајанова Димитрушева и сум национален МС советник и физиотерапевт, а исто така ми еден пациент долгогодишен што кога работев во времето во Катлановска бања, па и до ден денес сме останати во соработка и пријатели, и би кажал дека во тој период на топло време ние на пациентите им советуваме да не вежбаат во тој период кога е многу топло. Него нели, ете од сабајле ако станат, зборувам во раните утрински часови, најкасно вежбањето да заврши негде до 8 или 9 часот, а доколку е во попладнени часови, после 18 или 19 часот да бидат тие вежби, или пак доколку се вози статичен велосипед, тоа да биде пак до 9 часот наутро, или најкасно до 21 часот навечер, после 18 часот. Тоа е за во топли временски за во топли услови. Во овој период сега од годината, како што сега нели се е времето надвор, месец октомври, значи можат да си вежбаат нормално, освен на расположението, други попреки не би дале вежбите во однос на ке пациентите со МС.